Почитувани, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Морам да кажам дека ми представува особена чест и задоволство што во денешното издание на мојата емисија, мој, а и ваш гостин е еден од најактивните млади режисери во Македонија, би рекла, кој што 2 години е вработен во Битолскиот народен театар и кој што има работено на многу театарски представи, филмови и серии, битолчанецот Јован Ристовски. Здраво пред се, добре дојдовте во мојата емисија. Фала. Добре дојдовте во нашиот народен театар Битол. Благодарам за најавата која искрено малце ми ласка, бидејќи се сметам дека допрва, не би зборувал премногу за мојата кариера, бидејќи допрва треба да ја градам, нели? Без разлика на тоа искуство до сега. И освен како што ме најаваш како битолчанец, јас пред се сметам како граѓанин на земјата, планетата, морам да го акцентирам. Тоа е мојот дом. Така, затоа јас и во самата најава кажав еден од младите активни режисери во Македонија, бидејќи навистина имаш многу работи позади себе, но сепак сето тоа премногу допрва доаѓа, твоето време допрва доаѓа. Се надевам дека ќе имаме навистина убав разговор, ете со цел одблиску да те доловиме до сите наши гледачи. Јас сигурна сум дека битолчани добро те познава, но еве бидејќи поширока јавност ја гледа оваа емисија и останатите гледачи да те доловиме. Би сакала да започнеме со она што го работите во моментот. Тоа е новата представа поставена тука во Битолскиот народен театар. Се надевам дека нема да го сгрешам името, Грил Парцер во секс шоп. Да. Така, се надевам дека точно го изговорив, па подготовките започна од прилика на недела дена пред новата година, на некој начин 2016 вие ја започнавте со нови подготовки, чија премиера се очекува некаде околу крајот на февруари, март, но ајде да не да зборувам јас. Еве подетално да ги запознаеме нашите гледачи со самата представа. Да, тоа е насловот Грил Парцер во секс шоп. Текстот е современа комедија. Пишувана е 90-тите години. Авторот е Питер Турини, во принцип тој е австриец, без разлика на неговото италијанско име и презиме. Еден меѓу култните живи автори моментално во Европа. Овој текст имаше премиера во Белинер ансамбл, што ми е многу драго, бидејќи ние ги поседуваме веќе авторските права за поставување на овој текст. Така да за прв пат во Македонија ќе се изведе, ќе има произведба овој текст. Идејата е од многу одамна, не е нешто што сега сме го нашле текстот, па ајде ќе го работиме, туку тоа е приказно што пред 5 години кога Александар Копања, кој веќе е дел од ансамблот на Народен театар Битола, ми го понуди текстот всушност, го прочитав и реков ова е тоа што навистина би сакал да го работам. Се најдовме по некоја одредена фреквенција во однос на размислување на естетика, на филозофија на живење и така натаму, така да јас сум премногу среќен што првен лично зборувам дека дојдов до момент каде што можам да го реализирам ова драмско дело. Во подела, тоа е дуодрама, во подела се Елена Моше, која игра жената, односно купувач кој влегува за прв пат во еден секс шоп и продавач кој веќе неколку години работи во тој секс шоп. Повторно нагласувам дека е современа комедија, не поседува текстот некоја порно атмосфера внатре, туку всушност тоа е една многу обична приказна за нас луѓето во 20-21 век како живееме и дека сме во едно време на една лудница во светот што се случува и дека човечката цивилизација мислам дека е на граница меѓу правците на каде ние ќе се движиме како луѓе, како ќе се развиваме како цивилизација, а тоа опфаќа како општествата ќе се развиваат, како владите ќе се развиваат насекаде во светот, бидејќи сме сведоци што се случува на пример во Америка, во Русија, во Кина, во самата Европска унија и се разбира локално и во Македонија. Тоа е всушност за два изгубени луѓе.
тоа на англиски нели најчесто се користи фраза сега во мејнстрим разговори од типот lost in translation. И всушност зборува текстот без разлика што е супер хумор има во текстот, приказната е всушност тажна, бидејќи општеството и времето и науката и самото општество како се развива, нас како луѓе, како цивилизација малце сме испогазени, бидејќи живееме во едно информатичко општество каде што сме нападнати секој ден со различни милиарди информации и новитети, каде што во одреден момент човечкиот капацитет не е баш најспособен сето тоа да го прими. Например, тоа се гледа во разликите ние некојаш нашите баби дедовци немале телефон, па имале телефон, или немале радио, па стинале до радио. И сега во моментов има генерации кои не знаат да се справат со еден мобилен телефон, така да можете да замислите во каков век живееме и во каков век ќе се развиваме. Тоа нема крај, али верувам дека општеството после еден век или два века ќе си легниме, што викаат, на брашното, ќе видиме кај сме, што сме, кои сме. Се разбира, како креативец, а и екипата како актери, креативци, нашата задача, освен тоа што ќе понудиме една современа комедија на сцената, се разбира, ние гледаме визионерски, пошто сме креативци, што како е, што е, кои се проблемите, но и визијата како го гледаме и светот во иднина. Се разбира посебно како режисер, така да на градот Битола, на публиката ќе им понудиме едно многу свежо драмско дело. И морам да признам дека јас сум миленик на современи текстови, значи се разбира го почитувам и Шекспир и античка драма и сите екзистенцијални драми од 30, 40, 50, 60 години така натаму, но за еден театар како установа, не само театар, и тоа важи ми се чини и за вајарите, и за филмската уметност, за сликарите, за во архитектурата исто така, во начинот како еден нов современ град архитектонски, урбанистички се организира, така да современиот пристап и визиите за нас како луѓе и во околината во која живееме, односно на земјава планета, е многу битно да бидиме во текот со времето или понапред од времето кое тече, да најавиме одредени, како да кажам, можности што би било по 100, по 200 години, по 500 години. А во исто време и да коментираме за времето во кое живееме, каде што секојаш отворено прашањето дали е добро или лошо. Така, навистина морам да признам дека самата содржина која што ја спомнавте, која што споделивте со нас, звучи интересно. Со оглед на тоа, како што кажавте, внесувате свежо ново драмско дело, ете секојдневна тема која што ќе биде представена на штипите што живот наќа. Граѓаните видите имат прилика, значи кој не бил во секси шоп ќе го види тоа на сцената. Повторно нагласувам, значи внатре нема некои вулгарности, бидејќи тие во текстот не се зборува за премногу за сексот или за фетишите и така натаму, туку тоа се обични граѓани од општеството кои ради различен склоп на околности се изгубиле, времето ги согазило и всушност се крајно осамени, бидејќи во 20-21 век на глобално ниво осаменоста, депресијата исто така се третира веќе како една алармантна појава, бидејќи зашто луѓето живеат сами, можеби не толку многу во Македонија, можеби најпоќе во Скопје го има тој пример, во Битола не толку како што гледам, иако живеам сам. Но ги опфаќа тие суштинските проблеми ги опфаќа на современиот човек. И во тоа е убавината на еден многу убав, суптилно хумористичен начин. Така, бидејќи битолчани на некој начин се навикнати да го гледаат она класичното, она стандардното, а што мислите како оваа представа ќе биде прифатена, кои се вашите очекувања? Искрено немам, кога работам, немам очекувања. Не ни сакам да живеам со очекувања, бидејќи очекувањата секогаш не разочаруваат. Можам јас како професионалец од прилика некои граници да си воспоставам во себе, да од прилика како би реагирала публиката од искуството и од тоа што го носиме ние како професионалци кога работиме, но мислам дека ќе биде имаме внатре на есенцијален момент во мене кој ми зборува дека ќе биде прифатена, без разлика што можеби за некои генерации, например, за дамите и господата кои моментално се 50 годишна возраст, 60 годишна, па и 70, али бидејќи пристапот е на еден многу, како да го кажам, хумористичен начин, бидејќи е комедија, мислам дека ќе биде општо прифатена представата. Жал ми е што не можат да ја погледнат некои
помлади генерации, бидејќи сепак постојат одредени закони, постулати дека не може нели до 18 плюс и така натаму да влезеш во секси шоп и така натаму, тоа значи ќе биде во однос на представата. Се разбира, ќе ги има сите пластични кукли, young boy, лолита, сите возможни модели на пластични кукли, вибратори, донга, пневматични вагини. Мислам, и мене во еден момент ми беше големо истражување во однос на тематиката и тоа што го дава авторот во делото. Сретнав многу различен тип на секс играчки кои се разбира одредени луѓе ги користат. Не сум корисник на можеби ќе почнам, не знам, но во исто момент има еден сериозен момент во представата што ќе биде, пошто нели сме во процес на работа. Во еден момент кога публиката ќе влезе, значи ќе го доживе првиот момент дека е малце наш секси шоп, а тука некои одредени нели пениси наоколу и така натаму, едно така малку незгодно, но како почнува приказната и како се развива, во еден момент публиката ќе види дека освен тоа што е продавница и секси шоп, ќе наликува малце и на музеј, и во исто време малку и на лабораторија, значи тоа се паралелни некои контексти во самиот простор, во самата представа, каде што всушност ние ќе ги видиме сите возможни органи на едно човечко тело и што ние сме направиле од себе како луѓе, како цивилизација, до кој степен сме дојдени. Мислам, типичен пример во моментов е Сирија или луѓето во Африка кои немаат вода да пијат. Знаете, тоа е многу трагичен момент што се случува моментално во светот, за разлика кога во некои богати средени земји, како да кажам, користат не знам колку литри за вода или не знам колку кила овошја за еден обичен шампон за коса, а во меѓувреме на другата страна на планетава не може ни овоше да јаде, камоли вода. Така да, затоа мислам, бидејќи не е ова само една обична комична представа, ќе биде кај што ние ќе се зезаме и ќе се смееме, да, ќе се смееме секако, но има еден многу сериозен пристап во однос на тоа како критика во однос на нас, луѓето, и тоа не го правам, ми се чини сам во представа, туку секогаш ми е инспирација човечкото битие и ние како вид на ова земја, планета, како се однесуваме и што правиме. Бидејќи на птиците му е супер, на мечките му е супер, на цела флора и фауна на земја, планета му е супер и се совршени во тоа. Секоја птица си го гради своето гнездо, лебедот во своето јато, немаат проблем. Ние не им сме потребни на земјата планета. Нас ни е потребна земјата планета со сите ресурси, со сите животни, растенија во неа. Така да, ако зборуваме за проблеми, конкретно во театар или во филм или во вајарство, во сликарство, архитектура, ние сме проблемот. Не е проблемот се што не е човечки вид. Така, се согласувам потполно со вас. Јас верувам дека навистина одлично ќе биде оваа представа прифатена од самата публика, бидејќи сметам дека публиката на некој начин е жилна за нешто ново, за нешто поразлично. Види, атракција ќе биде. Да, во секој случај, знаете, такво. секси шоп кога ќе слушаш е малце така, чекаш што е ова. Пошто подобро првенство викам ќе влезам в театар да го видам секси шопов, не мора да влезам во продавница, така да мислам дека бидејќи текстот е стварно изузетно добар, тоа го викам, таквите текстови ги нарекувам златна кокошка, значи златна кокошка раѓа нели златни јајца, така да од старт самиот избор на текстот мислам дека ќе ни донеси гледаност во однос на представата и заинтересираност, се разбирам. Кај некој се разбира и не. Така, подготовките се во тек, како што кажавме, премиерата се очекува некаде кон крајот на месец февруари, почетокот на март, се разбира, со нетрпение очекуваме да видиме што е онај крајен производ кој што ќе го погледнеме. Заедничката точка во однос како простор секси шоп, како продавница или како артефакт во еден момент, е што ликот, односно жената, односно купувачот влегува за прв пат во секси шоп, така да верувам ако од 100% население во Битола, претпоставам дека 50-60% не влегле во секси шоп, можеби поголеми се прогнозите, можеби 80-90% од граѓаните на Битола не влегле во секси шоп, така да таа е истата една атмосфера, една иста линија како и овај лик во представата, односно Елена Моше што го игра, која влегува прв пат, така да сите ќе го имаат тој прв момент на влезот во секси шоп. Да, гледачите да ја погледнат оваа представа. Каде што внатре нема врска со секси шопот, се што се случува меѓу нив, тоа се два откачени лика тотално до даски, онака одат до крајности одат и многу ме потсеќаат на карактери како да излегле од некој италијански филм, дали е тоа
култниот режисер Фелини или сега новите што се појавуваат последнава декада од италијански филмски режисери, така да или Алмодовар исто така тука би го цитирал, бидејќи таа една медитеранска линија каде што сме скоро на иста една екваторска линија со тие земји, го носиме тој еден дух каде што одиме и ние како народ и како нација до една крајност, знаеш, кој ќе речат посебно преспанскиот регион во Македонија има многу таленти, кои ќе речат, како ликови, како карактери, кои среќавам секој ден такви луѓе кои одат до крајност со нивната лудост што ја поседуваат. И така да тука ќе дојде до израз таа комедија која доаѓа од карактерите. Така, бидејќи сте режисер кој што сака нови предизвици, кој што сака да прави нешто ново, нешто поразлично, кажавте дека повеќе сакате таа модерна уметност. Современа уметност, точно. Колку ме интересира денешницата за вас како режисер е предизвик и кој е вашето мислење за токму за оваа алтернативна сцена, односно како ја оценувате самата состојба, дали доволно е присутна оваа алтернативна сцена кај нас во Македонија? Тоа е една генерална проблематика во Република Македонија кога зборуваме за современост и алтернатива. Најчесто проблематиките се явуваат финансиски. Тука веќе не станува збор во однос на режисерските видувања на некои колеги, одредени колеги или на сите колеги режисери зборувам, бидејќи режисерот ја посегнува најчесто идејата за предлог на драмски текст. Некоја што го знае и уметничкиот одбор да го направи, кој што викаат можеби оваа година е убаво да правиме, не знам, одредена тематика од Шекспир. Секој се различни причините, но најчесто се трга од режисерот како визионер што сака да каже нели на народот, во широки хоризонти во секој случај и тоа е веќе продукцијски момент. Ние живееме во време каде што работиме најчесто и најмногу, скоро 99% во државна институција, каде што не се како да кажам, изворот на финанси како во приватниот сектор, кај капитализмот. Татко ми секогаш ми вика, гајле ви е вас. Јас како приватен архитект многу поинаку ја заработувам парата за разлика од вас кои сте во државната институција. Но ние сме мала земја и конкуренцијата за да имаме и приватен театар нема многу такви услови, но гледам дека мене ме интересира и независна сцена во секој случај, но таа независна сцена, на пример овој проект е независен проект во однос на буџетот на Република Македонија. Значи Народен театар Битола за 2017 си има своја одредена програма со одредени режисери, гости, со конкретни текстови, но паралелно се случува што ме потсеќа многу и на студентски денови, се случуваат 4 проекти во исто време, не само Грил Парцер во Секс Шоп, каде што паралелно се случуваат 4 проби, веројатно во таков еден тесен период ќе се случат сите тие премиери. Можна да ги поврзиме и со Светскиот ден на театар и така натаму. Тоа мене ме радува што директорот и уметничкиот директор, односно Валентин Светозарев и Благоја Мицевски како уметнички директор, ставија и две раце во однос на тоа што се случува во однос на нашите независни проекти во Народен театар Битола. Бидејќи тоа е за голем поздрав од моја страна, не само за Битолски театар, туку се надевам тоа да го прават и сите театри во Македонија, па дури и тие што не се државни театри, бидејќи начинот на креирање, љубовта и возбудата е многу како да кажам, по-јака, не имаш се на услови, одговорноста е, мислам, исто така поголема и слободата е уште така поголема. Тоа е благослов да имаш раководители кои не се поставуваат диктаторски во однос на креирањето, пошто ова сепак, како да кажам, уметност, знаеш. И таа алтернативна сцена и таа современо што ме прашуваш зависи секогаш од финансиите. Јас имам некаква среќа, склоп на околности да ги имам авторските права кои сепак нели ќе ги плаќаме, фала Богу, но не преку државен буџет. Значи самиот театар и самата екипа ние во Народен театар Битола бараме и други начини, оружја да ги наречам, односно начини за да можеме ние да продуцираме тотално независно и од самиот државен буџет. Што за мене е стварно благослов и тоа е голем чекор, кај што мислам дека за 100 години, сега е рано, дека ќе има на поголеми врати таа алтернатива и современност, но одговорот исто така лежи во тоа дека
секогаш се плаќаат авторски права на авторот, каде што некојаш изнесува 10.000 евра, 20.000 евра, 30, 50, не сакам да навлегувам во детали, за секој современ текст. Тука секогаш лежи проблемот, не само во Македонија да се разбериме, туку и надвор во светот, бидејќи ние не сме двомилионски град или 3-милионски град, каде што од продажба на карти ќе можеш да си дозволиш да ги платиш одредени авторски права на жив автор или автор кој починал пред, не знам, 10, 20, 30 декади. Бидејќи авторските права, тоа е стварно проблем која се плаќаат, бидејќи правата се плаќаат на автор кој починал пред 100 години. Значи се што е од пред 100 години не се наплаќаат авторски права. И затоа мислам таа финансиска проблематика е мотивот, односно изворот на проблематиката во Македонија што не се поставуваат современи дела. Бидејќи, нели, сето тоа кошта. Но се наоѓаат начини, желба, љубов за да се бориш и да стигнеш до сето тоа. Така да се надевам дека се почесто ќе ги има современите автори на македонските сцени. Така, доколку се има желбата и љубовта, она што се сака ќе се постигне на некој начин. Не, ете, вие го изнаоѓате. Добро, битно ете ќе се реализира конечно. Да, што сум изузетно среќен, не само за себе, туку и за публиката. Точно, бидејќи целта е што поблиску да ве доловиме до нашите гледачи. Ете, би сакала да споделиме оние театарски представи позначени на кои што сте работеле, како што кажав и во самата најава, сте работеле и на серии, и на филмови, на што по-конкретно? Чуден е животот. Како да го некако структурирам. Не би зборал премногу за некои значајности, бидејќи верувам дека кога, не знам, после 20 години може тука ќе седиме, ќе збораме за некои значајности во кариерата. Не се чувствувам како јас сега, не знам што сум направил, па сега ќе раскажувам на гледачите, но би зборувал за некои одредени поуки, односно искуства. Имаше еден момент меѓу нас младите, зборувам уште како студенти, некој синдром, веројатно тоа е размена на општество и размена на генерации, каде што најчесто среќав младите генерации кои сакаат на тацна да му бидат пласирани работите. Од типот студираат, па после студирање ќе напредувам или ќе барам начини да се вработам или не знам како. Не, за мене тоа беше погрешен начин и уште од прва година започнав, не ќе да завршам 4-та година, ќе дипломирам, па јас после ќе истражувам театри. Туку самата прва година бев како амбициозен, тоа би го крстил, али со голема љубопитност и љубов за да можам да стапнам овде в театар, додам на проба. Многу пати сум волонтирал, значи мислам дека сум се убил од волонтирање, но паралелно како што сум волонтирал во текот на студијата, бидејќи не сум бил заинтересиран, како да кажам, себично за заработка на пари, а во тоа мое време пред 10 години, а сега мислам дека уште повеќе, луѓето повеќе мислат и на пари уште како студент имам приметено, знаеш, па види тој не ме плаќа, тој нема, не. Значи земаш интершип, земаш волонтирање за да го собереш и купиш искуството. И тоа ги советувам сите млади луѓе тоа да го прават, бидејќи тоа се враќа сигурно. Знаеш, космосот ќе си ги намести работите. И тоа така го правев по театри, но паралелно и по филмови, пошто ги спомна, например, работев уште на 19 години, прва година факултет завршена по театарска режија кај професорот Слободан Нунковски. Работевме и јас и уште 3 мои колешки од класата режија на кастинг за трети, втор план на Балканкан филмот. Таму бев присутен во проектот скоро некои добри 3,5-4 месеци. Со се припреми снимање. Се разбира, не ме плаќа, не ни побарав, не ни помислував на некаков хонорар и така натаму, туку сакав да го купам искуството од самиот Дарко како режисер, се разбира, и како филмска уметност, бидејќи јас сум театарска. И така паралелно стигнав во одреден момент до супер високи хонорари во мојот живот, работејќи во филмскиот свет. Така да тоа што би сакал да го споделам пред гледачите во Битола, за секој посебно млад човек кој е во текот на развој, да не биде, како да кажам, пресметлив и прерачунат уште во тие години, бидејќи првен е потребно стварно искуство и ширење на контакти, за да ти некој ден имаш право да побараш било, како да кажам, почит, би го крстил тоа, односно хонорар.
за така да не е се во парите, знаете. Значи, то се две различни гранки кај младината, гледам дека така се развиват. Но тие мои искуства, каде што сум мислел само на искуството да го стекнам, уште од самата прва година факултет зборувам, ме донесло таму каде што сум сега. И тоа ме направило исто така многу побогат човек. Многу пати знам да помагам уште, можеби не во филмската индустрија, она му само каде што е потребно кај одредени колеги, но кога помагаш на луѓе, искрено, не пресметливо, космосот така совршено си работи, како и самата Земја планета, која си го наоѓа начин и знаеш, среќата се дели, вибрира на сите страни. Да. Бидејќи си бил дел и од театарската и од филмската уметност, во што уживаш повеќе? Што ти е поголем предизвик? Или предизвик е и филмот и театарот, но ете каде лично ти се пронаоѓаш повеќе? Видат, во театар. Дефинитивно. Да, во филм научив дисциплина. Така? Тоа што не научив во театар, филмот ме научи апсолутно на таа една, како да кажам, војничка дисциплина, освен школството, академијата на Слободан Нунковски како професор по театарска режија, но таму ја научив одговорноста, бидејќи во филм е се е таксиметар, значи почнува 6 саба или 5 саба да се снима и се пушта таксиметар и тоа све е прерачунато, пари, буџет, луѓе, храна, време, тајминг, сонце, кога заоѓа. Значи ептен се околностите за снимање филм тесни, како да кажам, преброени и нема многу време за импровизирање, да кажам. Значи во филм си претходно преспремен за да можеш да го снимаш. И оттаму го купив тоа искуство за да го внесам тука во театар, кај што во театарот малце поинаков театарскиот процес, но во секој случај есенцијално сум театарската уметност, но филмот ми прави заработка, морам да признам, и втора, може и најбитна работа всушност, бегство од театарот. Бидејќи во филм среќавам многу други луѓе кои не се актери, односно луѓе кои нели статираат или се статисти со задача или актери од многу други места, не само од Македонија, зборам и на интернационално ниво, и размената искуството животно е многу по значајно и побогато во однос со тоа во театар, пошто во театар веќе ги знаеш колегите, тие сме што сме и се пуштаме на ново истражување во театар, на ново себе си се преистражуваме. Така да филмот е моето бегство. Така, си имал можност меѓу другото да работиш и на ТВ реклама, беше кастинг директор на турската серија Кавказ, многу представи позади себе, но она што ме интересира, кој е она театарска представа или некој предизвик што сакаш во блиска иднина да ти се случи, да ти се реализира? Моментално живеам еден сон за кој копнев уште пред 5 години. Не викам дека тоа ќе биде ремек дело, односно грил парцер во секшоп, но тоа е нешто што стварно сакав и сакам да го направам. И пред некој ден баш помислив, добро, Јован, сега ова го правиш, супер, ќе има пениси наоколу и пластични, пневматични вагини, кукли, чуда врагови ќе се случува внатре. Ќе го уживам тој свет што ќе го создавам, а со тоа сум сигурен дека ќе го ужива и публиката, но се запрашаш, секам, чекаш, што е следно. И има еден конкретно за во Народен театар Битола има еден текст, се вика Физичари, од швајцарски автор од 62 година. Се случува во лудница, санаториум за богати, исклучиво богати луѓе, каде што пациентите се луѓе од влада, луѓе од високото општество, зборувам, научници, уметници, капиталисти, монополисти кои имат приватен бизнис и кои сојдени таму да се лечат ради одредени причини. Мислам, не ќе да го коментирам сега тоа, но текстот е трилер кој премногу изненадува и кој коментира уствари вистината на тоа како науката и како уметноста се користи во денешното општество, односно во многу лош контекст. Прва прилика би го спомнал CNN како медиум, или еден театар како медиум, или например, ако сега веќе постои
3D принтинг, значи то се користи како 3D принтинг, веќе навлегува науката во 3D принтинг на органи, кај што ми исто така инспирација за грил парцер во Секси Шоп. Така да многу пронајдоци во науката и уметноста како медиум се користат за лоша прилика, знаеш, сега го одбрав CNN како една од култните, нели, масовни глобални телевизии, кои не знаеме точно каква информација нас ни пренесуваат и дали тоа е вистина. Есенцијалното нешто што ми се допаѓа во тој текст, а верувам и на публиката, е тоа што има еден лик Ајнштајн, неќам сега да раскажувам кој е точната приказна, но на крајот од текстот Ајнштајн излегува пред самата публика и вика: "Браво, јас сум Ајнштајн, роден тогаш и тогаш, го измислив тоа и така натаму и вика: "Јас помогнав да се направи нуклеарната атомска бомба." Значи тој Ајнштајн кој ние цело време го знаеме, кој е, нели, култен еден научен лик кој направи пресврт во науката, не само тој, ги има повеќе Никола Тесла и така натаму, но што направиле уствари тие научници за доброто на општеството? Всушност се продале под кирија и со нивните изуми се направени супермасовни убиства на човечкиот вид, со тоа и растенијата и животните и така натаму. Така да затоа ми се допаѓа текстот, бидејќи зборува за една посуштинска вистина од тоа што ние живееме, што ни ја пласира медиумот, големите царства во светот, тоа е Америка, Русија, Кина. Европска унија ми е како, да не звучам вулгарно пред телевизија, како стара проститутка која секојаш се продава, некојаш со Америка, некојаш со Русија, некојаш со... Европа никош не би е дефинирана како земја и општество. Така, јас се надевам и ќе ти посакам токму овој текст и оваа представа да ти се реализира. Со пациентите и мудаците во лумница се разбира, таа е современа комедија. Така, звучи интересно во секој случај, верувам дека ќе го привлече вниманието. И сега би сакала да те навратам на твоите почетоци. Кога се роди твојата љубов кон театарската уметност, кон режисерството, ете, кои беа тие твои почетоци? Бев дете, не знам точно која возраст, починатиот режисер и професор Владо Цветановски, тој ми беше неговата представа Мајсторот и Маргарита, таа ми беше магијата, љубовта што ми се случи за љубовта према театарот. Се сеќавам уште на Дона, таа веќе не е дел од ансамблот, живее во Австралија, Дона Димовска актерката. Се сеќавам на Петар Мирчевски, на Владимир Талевски, па имаше, знам, еден исто така како статист гимнастичар што играше мачката. Сега дете сум бил, не се сеќавам буквално на се, но таму имаше на магија. И тој човек, и како човек, Владо, и како професор, и како режисер, знаеше да направи една магија на сцена. И верувам дека кај секој детски ум неговите представи, без разлика што биле за возрастни, секојаш ја имала таа магија преку рампата кон публика. Така да од Владо Цветановски ми е заразата, всушност, ненаметливо гледајќи една представа во Народен театар Битола. Сум имал афинитети кон актерството, морам да признам. Јас, многу колеги знаат да ми кажат дека сум нереализиран актер. Би се пробал некогаш во актерско лага? Имав супер реклама снимано со New Moments агенцијата за ПКБСко. Дури бев по билборди низ цела Македонија за рекламите, тоа се ребрендираше ПКБСко од еден во друг дизајн, всушност, на продуктите. И со Дуле Дркалски како креативен директор на New Moments во тоа време, не знам точно сега што се случува со него, но и како режисер на рекламата направивме, мислам, супер реклама каде што играв некој као навидум дизајнер кој зборува на некој джибриш француски, кој оди во некое чудно село и му продава као новите дизајн пронајдоци на обичните луѓе. Беше смешна, комична. Некои од гледачите сигурно ја знаат рекламата, али сам да кажам дека научив таму другата страна како и сватив дека сум способен за тоа, не го кријам. Верувам дека може да ми се случи некаква покана за на филмско платно, појма немам. Ова година исто така работев на филмот на Владимир Блажевски, тој исто така ми беше професор по историја на уметност на факултет, по историја, извини, на филм. Тој има нов филм, веќе се во монтажа период.
и да не откривам сега, не смеам, ја немам таа дозвола да зборувам многу за филмот на Владимир, но додека работев, исто така ми понудија да играм ТВ репортер, како известувач во однос на таа цела една циркузијада што се случува во сценариото и го прифатив. Сам таа е многу кратка појава, комична во секој случај, така да пополека гледам дека низ годините од време на време всушност се појавувам скоро во секое филмче по нешто. Така да ќе видиме за 5-10 години се може да така не се чуди. знае што носи животот во секој случај. Отворен сум, не сум од тие луѓе кај што ако јас сум ова и само тоа сум, сакам да истражувам. Се разбира не цел живот, но уште сум од тие години кај што би си дозволил. No. Така, одлична особина и карактеристика ти е тоа, морам да го признам тоа. Бидејќи во мојата емисија опфаќаме и некои прашања од приватниот живот, кај со цел поблиску нели да те доловиме до нашите гледачи, она што ме интересира како поминува еден твој ден, кои се оние активности кои што ги имаш или секој ден е различен? Немам шема на ден, не сум нимал и не можам така да живеам и понекогаш си викам супер е што го работам ова што сум како професија, бидејќи ако сум во шаблонот тип останувам секој ден са бајле, го правам тоа, одам на работа, би полудел начисто. Така да секој ден е нова приказна. Се разбира кога си на пробит, тоа е еден точен тајминг од 10 до 2 часот во театар дека ги правиш пробите, но пред тоа и после тоа не е исто никогаш, бидејќи ние како режисери додека работиме, можам да бидам и на плажа, кога немам проблем, не знам, ако ми треба инспирација да одам Тајланд, многу сам Тајланд. И јас исто. Така да за секое дело, бидејќи можам да си дозволувам да патувам низ светот, често го правам, и ради приватни причини, ради љубопитност како човек да видам одредени градови, култури, како живеат, со кои проблеми тие се справуваат, што се случува со светот наш, земја, планета, нели? Така да никогаш не сум на едно место. Мислам, живеам како база во Битола, но кога не сум врзан за проби или снимања, ја користам приликата одредени работи за режија која се спремам и да не бидам во Битола за да истрпам инспирација на некој друго место од земјава. Најчесто Европа. Така, одлично. Навистина, одлично. Иначе, сум журкаџија, морам да признам, без разлика имам 33 години, но музиката, журките, современите журки ги зборувам, се разбира дури класични, се разбира концерти или сум голем обожавател на класичната современа музика на минималистите Филип Глас, Едуановеш, тој од италијанецот, тешко презиме има али композиторот од The Hours филмот. Така да сум миленик и на таква музика, но приметувам дека многу луѓе кои се под отворено небо, најчесто на такви некои електро, DJ, Deep House, журки или било кој од тие некои стилови, духот е многу поотворен и ме радува тоа, без разлика што нели се уште сум 33 одам на журки, бидејќи таму најчесто има помлади луѓе, но при крајниот дел од публиката се постарите. Така да уживам од тајна трансцендентална што може музиката да ја понуди под отворено небо, од звезди, нели? На ритамот на срцето како што лупа, пошто таа музика уствари го има ритамот на тропотот на едно срце. Така. На есенцијалноста наша, која ја носиме ние како музика. Значи, секој човек, кога како, зависи во каква состојба, го чувствува тој тропот. Така да затоа таа музика некако веројатно ме врзува и обожавам. Значи, тогаш мислам дека се и најопуштени луѓето и сум на истата фреквенција со целото општество, односно со луѓето кои живеат, бидејќи кога среќавам луѓе по улица, така натаму не се секојаш најрасположени, не се секојаш со нивниот слободен дух, бидејќи општеството во кое живееме не македонско, туку светско е стресно во принцип и духот ни е загаден на секаков начин и енергијата е до тука негде, а друго е кога си нели на журка енергијата е малку подалеку од нашето тело, да. Освен сето ова, што е она останато што друго те прави среќен, што те исполнува во животот? Ох, многу работи. Моментално сум сингл, тоа не ми се допаѓа. Не сум официјално, значи, сам да кажам, а тоа ме исполнува, партнерството. И
како генерализирам, не ќе навлегувам во детали, но ми исполнува кога бидејќи ние во театар и како креатори духот не е слободен. Јас имам голема желба да многу луѓе спроти мене зборам пријатели пошироко, да ја чувствуваат и тие таа слобода и дух во која можам јас да се дозволам, бидејќи тоа што сум и тоа сум што го работам, а тоа го работам ради тоа што сум јас таков. Тоа ми е есенцијално нешто да постои во било каде да одиш и да го постои тој дух, бидејќи во градот Битола многу ми е жал што многу луѓе се одселија, посебно од мојата генерација, значи во еден момент ми се чини како да се најдов сам, бидејќи многу мои драги пријатели се веќе одселени. Се разбира се, имам и тука мои други пријатели кои сум ги стекнал во животот, но тоа е една проблематика и има на моменти не ми се допаѓа енергијата меѓу младите, меѓу граѓаните во Битола, бидејќи е напнато некако, знаеш, има некоја нервоза, нешто електрично. Така малку прави, а ме радува кога не е така и кога можам да направам убава атмосфера и верувам барем како режисер еве во случајов да можам тој слободен дух и таа убава енергија да споделам всушност со гледачите. Така да тоа ме исполнува. Така, навистина брзо помина минутите предвидени за емисијата од дискусо. Не, ми се допаѓа таа позитивна енергија. Ми се допаѓа таа позитивна енергија која што ја имате и која што сакате да ја пренесите токму и до нашите гледачи. На самиот крај само ќе ви посакам од срце да ви се исполни сето она што го имате замислено. Уште многу проекти во иднина, се разбира тоа што си го имате замислено, токму и тој проект кој што го спомнавте, да ви се оствари. Лудницата. Лудницата. Лудницата која живеем. Така, многу успех се разбира, ви благодарам што бевте мој денешен гостин и на самиот крај само некоја порака до нашите гледачи. Многу ги имам. Прво од срце благодарам за поздравот, за убавите зборови. Порака до гледачите, морам да најдам едно некако. Ајде. Само ширете љубов, толку. Така, прекрасно за самиот крај. Ви благодарам, работете, а ние сме тука да ја следиме вашата работа, се разбира да ги информираме нашите гледачи. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со мене. Ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Се разбира и понатаму да ве поканам да останете на оваа фреквенција. До видување.